Почитувани представници на средствата за јавно информирање, драги граѓани на Република Македонија, младите и реализација на проекти за развој на спортот остануваат наш врвен приоритет. Токму за тоа во новата програма посебно место имаат проектите за младите, развојот на спортската инфраструктура и развојот на спортот. Спортските успеси и меѓународните шампионати од различни спортски сектори во изминатиот период се корпус деликти резултираа со неочекувано високи успеси и беа на задоволство на сите луѓе на Македонија. Во следниот период ќе инвестираме во изградба на нови затворени пливачки базени. Во Охрид ќе се гради современ пливачки базен за ватерполо и пливање. Базенот ќе биде согласно нормативите на Меѓународната пливачка федерација ФИНА за ватерполо со димензии 25 метри ширина и 33 метри должина. Доколку економско-финансиските услови бидат во прилог, ќе стартува изградба на нов затворен пливачки базен во општина Крушево. Со изградбата на спортските сали на територија на Република Македонија се придонесе за развој на спортската култура, се придонесе со квалитетен импут за подигнување на спортскиот стандард на сите оние кои што се занимаваат со спорт и спортски активности, за тренажен процес и надпревари од различна категоризација во текот на целата година. До сега се изградени 32 мултифункционални спортски сали, а реновирани и модернизирани беа 2 спортски сали кои ги исполнуваат потребните стандарди за одржување надпревари во кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал, како и надпревари во индивидуалните спортови. Во следниот период ќе изградиме 9 нови спортски сали, а ќе реконструираме и модернизираме 2 спортски сали и тоа во Државното средно училиште за изградба на голема спортска сала во Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, изградба на спортска сала во Државниот универзитет во Тетово, како и нова спортска сала ќе добие населба Чентол, општина Гази Баба. Во центар, во Државното училиште за физичка култура Методи Митевски Брицо, изградба на спортска сала во Домот за деца без родители 11 октомври, а ќе се гради и спортска сала во Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како и спортска сала ќе добие Шуто Оризари и изградба на спортска сала во општина Охрид. Во процес на докапитализација и во фаза на реконструкција и модернизација ќе биде спортската сала во Крушево, во селото Бучин, ќе се модернизира салата Гемиџи во Велес, како и комплетна реконструкција и модернизација на салата Партизан 3 во Скопје. Во програмата на ВМРО ДПМН е проектирана и реализација на проектот за изградба и опремување на фудбалски игралишта со вештачка трева. До сега се опремени фудбалските игралишта во Ѓорче Петров и Гостивар, со што овие две општини добија модерни современи фудбалски терени опремени со вештачка трева по стандарди на ФИФА и УЕФА. Во следниот период со вештачка трева ќе бидат опремени фудбалските игралишта во Штип, Битола, Струмица, Прилеп, Охрид, Кратово, Велес и Тетово. Реализацијата на овој проект се планира преку Агенцијата за млади и спорт, а проектирана е изградба на 3 нови кои се на територија во општините Струга, Берово и Крушево. Исто така во целост ќе се реализира и проектот за изградба на 120 тениски терени. Од вкупната бројка на планирани до сега се изградени и пуштени во употреба 39 тениски терени, доколку 26 се во фаза на изградба. А останатите 55 ќе се градат во наредниот 4-годишен мандат низ територијата на цела Република Македонија. Ќе се реализира проектот изградба на 100 повеќе наменски малски игралишта. Од проектот за мултифункционални игралишта до сега се изградени и пуштени во употреба 12, а завршени и подготвени за пуштање во употреба се 22. 23 се во фаза на градба и ќе бидат реализирани во текот на 2014 година, доколку останатите 43 игралишта ќе се изградат во наредниот 4-годишен период, распространети низ целата држава, за што ќе биде издвоен буџет од 506 милиони и 500 илјади денари. За развој и напредување на младите спортисти во Република Македонија. Во континуитет ќе продолжиме да доделуваме стипендии на 500 млади спортисти, со тоа потенцираме дека веруваме во младите спортисти, во нивните капацитети и врз основа на факти активно инвестираме во нивната иднина. Стипендиите се доделуваат на спортисти кои оствариле резултати во олимписки и параолимписки спортови на возраст до 20 години, на државни надпревари и меѓународни надпревари. Драги луѓе на Македонија, ова е само еден мал дел што е содржано во нашата програма. Гаранција дека ќе го реализираме
и она што во нашата програма се делата што досега ги спроведовме, изградивме и се непобивни факти кои се видливи. Општествената категорија на иднината на нашата држава, младите, се нашиот приоритет и токму за тоа ветуваме издржани проекти, токму посветени на младите и развојот на спортот и спортската инфраструктура, кои ќе бидат основа на здрав живот и уште многу големи спортски успеси и ќе бидат големи промотери на сите нас низ Европа и низ светот.